Неодамнешните невообичаено ниски температури за овој период од годината нема негативно да се одразат на тутунскиот расад. Ова е резултат на се поголемата едуцираност на тутунарите за успешно справување, односно соодветно заштитување на посевите од се поизразените климатски предизвици, уверуваат од Сојузот на тутунски здруженија. Поголема оштетување има конче, реално на конче, пошто е повисока на повисока надморска височина се, меѓутоа и таму се незначителни штетите на расадопроизводството. Така да продолжи со ваков интензитет да ги одгледува расадите, значи че има добар квалитетен расадечен материјал за расадување. Дека состојбата со тутунопроизводството во земјава полека се стабилизира, докаже и тоа што годинава за близу 10% бил зголемен и бројот на тутунопроизводители, но и на обработените површини. Во моментов, незванични податоци се, негде се околу 30.000 договори подпишани, со очекуван принос од 22 милиони килограми тутун и број на хектари е зголемен на 14.000 хектари. А сето се должи на оваа година, значи за оваа реколта што тутуно се плати доволно висока цена, да речем највисока цена ради задоволството од финансискиот бенефит што го видоа тутунарите, се зголемени површините и договорите. Инаку, она што дава дополнителна надеж за иден развој на македонското тутунопроизводство е што на светската берза има недостиг од ароматичен тутун, а според чие производство пак Македонија е втора земја, веднаш позади Турција. Според Ристески, потребите на светот за овој вид тутун изнесуваат околу 120 милиони килограми и во моментов имало дефицит од над 20 милиони килограми, што пак оди во прилог на македонското тутунопроизводство, за тоа и во иднина да станува уште поисплатливо и за производителите, и за откупувачите, а и за државата.